Добре дојде во втората сезона на Развојната академија на подкастот Квинтастични, твојот простор за длабока трансформација, љубов, мудрост и системска моќ. Ова е епизода 33, моето внатрешно дете и повикот на душата. Јас сум Дороти, твојот водиш низ световите на свесното и несвесното, минатото и иднината, телото и духот. Те поканувам, удобно смести се. Може би затвори ги очите, ако не возиш или не се движиш, и дозволи на твоите сетила да се отворат. Додека го слушаш ова, може би некаде во тебе се буди едно чувство. Како гласче кое одамно било стишувано, но сега полека, нежно како шепотење, те повикува. Назад кон себе. Тоа е твоето внатрешно дете. Слушна дека за него ќе зборуваме. Дете што може би си го заборавила во трката по постигнувања, успеси, обврски, балансирање на приватниот и кариерниот живот, во грижата за другите. Но тоа дете не те заборава тебе. Те чека. Чека еден допир, една прегратка, еден миг искреност. Ако сакам да ти ја раскажам мојата лична приказна за моето внатрешно дете, морам да спомнам за првите мигови кога решавав да станам мајка за прв пат. Од денешна перспектива, знам дека тоа беше контактот на мојата душа со душата на моето прво чедо. А тек кога го родив и еден дел од себе што никогаш целосно го немав запознаено. А може би и се уште не го познавам толку добро. Мајчинството не ми дојде како лекција научена од учебник. Ми дојде како земјотрес и благослов истовремено. Мојот син беше малечко суштество, но во неговите очи го доживеав да го видам најприродното огледало што некогаш дотогаш го имав видено. Огледало на се што не сум си простила, на се што сум погрешила, на се што не сум си признала и на се што не си дозволувам на себе си. Додека го држав Маркијан, мојата душа се сретна со моето собствено дете, она кое некогаш било повредено, заборавено, исклучено, замолчувано, но исклучително мудро и радосно. И понатаму, со секоја бременост, контактот со моето внатрешно дете стануваше се подлабок и подлабок. Секој негов страв беше мој страв. Секое плачење на моето чедо беше ехо од нешто вистински, длабоко и исконско мое. Секоја смеја беше зрак светлина што ме потсетуваше на мојата лудачка надеж. Еднаш среде ноќ, додека го доев Маркијан, тишината беше толку густа, што можев да ја слушнам мојата внатрешна девојченце, како плаче. На мигови ми липташе, на мигови молчеше, но ми велеше, зошто ме заборави? Зошто се заборавивме? Тогаш јас догледав како седи долу на паркетот од незината детска соба. Босонога, со стари балетански чорапчиња на неа, на стапалата, и гледа во зидот. Гледа во еден исцртан зид и молчи, час плаче. Чека. Тогаш ја видов после долги години. И ја добре дојдов. Се сеќавам и на мирисот на бебешка кожа. Мирисот на нов почеток и на живот. На вкусот на чајот липа, што го пиев додека ноќе размислував за животот, за детството, кој мислев дека го надраснав. И се чувствував навистина возрасна. Возрасна додека го наблюдував своето внатрешно дете. Наблюдувајќи го стискав ќебенцето од син ми и за прв пат ја почувствував неговата структура. Нежна како мојата потреба за љубов.
ми се појавува една слика од детството, стара фотографија избледана. Јас со вплеткана коса и со очи полни љубопитност, но и тага, огромна тага. Полн сандак со емоции, зборови кои никој не ги изговорил. Прашања кои немам уши да ги слушнам во тој период. Тоа беше за мене повик. Повик кој го игнорирав со години додека се издигнував, се школував, се борев и станував силна жена. Но и понатаму, нешто во мене плачеше, а сега бев подготвена да го видам, слушнам, прифатам. Животот ме повика назад, не во страдањето, назад кон вистината. И како системски коуч, и како регресивен водич, и како жена што е водич на други жени, но и како ништо од тоа. Разбрав, не можеш друг да водиш дома, ако ти немаш дом. Моето внатрешно дете беше вратата кон тој дом. И тоа дете не сакаше совети, сакаше љубов. Не сакаше логика, ама ич. Му требаше нежност. Не сакаше анализи и податоци. Не му требаа референци. Сакаше диво да танцува. И почнав да танцувам со себе. Танцував во канцеларија, танцував под туш и во соба полна со неред танцував тогаш, а танцувам и денес. Почнав да разговарам со мојата мала Дороти и купив тетрадки и боички и пишував писма. Ја прашував, како си денес? Одговорите беа силни, искрени, но многу често сурови. Сепак вистински, баш такви какви што ми требаа. И реков, не мора повеќе да бегаме од болката. Ќе ја допреме со љубов и ќе ја сервираме заедно со љубовта. И понудив нов совет. Свет каде радоста е без вина. Нема потреба за самообвинување. И дадов избор и внатрешен процес. И реков, ако денес не сакаш да зборуваш, и не мораш, само цртај и биди. Ја слушав, но и шепотев. Тука сум за тебе. Никогаш повеќе нема да бидеш сама. Шепотот кој денес им го шепкам овце на моите деца. А кога работам со жени денес, гледам исти очи како моите од фотографијата. Очите на внатрешното дете кое чека. И ништо не е случајно. И самите клиенти се нашите огледала. И токму затоа, ова патување не е мое. Ова е нашето заедничко патување. Иако нешто во тебе додека ме слушаше, прошепти дека е време. Време е да се сретнеш со себе, со своето вистинско јас. Те поканувам да ми се придружиш на ова нежно, а длабоко патување. Во секоја жена постои внатрешна девојка што сака да биде видена, слушната, прифатена. Понекогаш е бунтовна, понекогаш молчелива, но секогаш е вистинска. А работата со внатрешното дете, најмалку од се е слабост, па тоа е најхрабриот чин на љубов. А ако сакаш, тука сум, не како коуч, туку како сестра, како сведок, како сојузничка на твојата душа. Пишувај ми, распрашај се за пакетот со работа со внатрешно дете. Или само слушај ме. Твоето темпо е совршено. Ти благодарам што патувавме заедно во оваа епизода од Квинтастична развојна академија. Ако нешто од това го почувствува твоето срце, те охрабрувам да стапиме во контакт. Или уште подобро, дај си дозвола за еден квинтастичен пат. Сето овде е создадено со океанска љубов, со почит кон твојата душа и за највисоко добро. Нека патеката биде осветлена со нежност, длабочина и сила. Намасте.